Концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата е на највисоко ниво во изминативе најмалку 800.000 години. Во зависност од тоа како управуваме со идните емисии, термометрите би можеле да се искачат уште 5 степени до 2100 година, што би имало катастрофално влијание врз животот на Земјата. Производството на 4 најголеми прехранбени култури во светот, пченицата, пченката, оризот и сојата, ќе се намали. А до 2050 година производството на храна ќе треба да се удвои за да се нахранат 9 милиарди луѓе на планетата. Истовремено, 20 до 30% од животинските и растителните видови се соочуваат со истребување, бидејќи температурите се менуваат премногу брзо за да можат да се прилагодат. Нивото на морињата се предвидува да се зголеми помеѓу 26 и 98 см до крајот на 21 век, поради топењето на глечерите и термичката експанзија на океанската вода. Ова веројатно ќе предизвика големи миграции на луѓе широм светот кои моментално живеат во ниско поставени речни делти. Климатските миграции на залихите на риби кон сладка вода ќе имаат влијание врз риболовните зони, лишувајќи одредено население од основниот извор на храна. Кумулативните ефекти од глобалното затоплување исто така ќе ги влошат на силните конфликти во одредени земји околу територијата или залихите на вода. Многу од овие влијанија може веќе се случуваат затоа што CO2 се задржува во атмосферата со векови. Но целосниот опсег и влијанието на овие промени зависи од изборот направен сега.